Еве не сега, почитувани во продолжение, со една преубава, ке кажам, тема, затоа што јас многу си го сакам нашиот фолклор и ке најавиме токму нешто што ке се случува вакво во Прилеп. А замислете, ова е прв меѓународен фолклорен фестивал кој е именуван во Прилеп Итар Пео. Така да ќе се одржи на 14 и 15 август во убавиот Прилеп, а за тоа повеќе ќе ни каже нашата колешка која ќе ја вклучиме токму ова утро во живо, Каролина Дурло со нејзиниот соговорник. Така да повели добро утро до двајцата. Добро утро, Слободанка, добро утро до студиото, добро утро до сите гледачи на утринската програма на Алфа телевизија. Ние се наоѓаме во центарот на Прилеп, пред споменикот на Итар Пео, под градскиот сад, на платото од градскиот сад, символот на Прилеп, и имаме едно навистина убаво, сончево, августовско утро и се наговестува дека ќе имаме уште еден пеколен ден. Меѓутоа, во такви услови ние, ете како што кажа и ти, се подготвуваме да направиме уште една новина во Прилеп за зачувување на нашето културно наследство, на нашиот фолклор. Овој викенд ќе се одржи првиот меѓународен фестивал Итар Пео, кој би бил друг ако не Итар Пео во Прилеп, а за тоа ќе проговориме со нашиот гостин ова утро, Горан Василевски. Добро утро и добро дојде во утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро, добро ве најдов. Горанче, ти си повтор пат на нашата програма, во нашата утринска програма, и кажи ми сега овој пат, меѓутоа нема да зборуваме за гајдите, но ќе зборуваме за една новина. Поточно за нешто што треба да се случи сега на 14 и 15 август овде во Прилеп, а тоа е меѓународен обид за прв меѓународен, би го нарекла, фолклорен фестивал насловен како Итар Пео. Зашто всушност станува збор? Така, мислам дека на Прилеп му фалеше еден меѓународен фестивал каде што ќе може да бидат вклучени фолклорни ансамбли, културно-уметнички друштва од странство. Едноставно да го запознаат Прилеп од еден друг аспект. Исто така ни недостигаше нешто да направиме со што би го поврзале Итар Пео. Нажалост, во Македонија не постои нити фестивал, нити здружение или некаква асоциација која го носи името на тој легенден лик Итар Пео. А каде друго место ако не во Прилеп, пошто сепак регионално потекло од Мариово, некако Прилеп го поврзува тој регион. Па тие две работи ги поврзавме, фолклорен фестивал и Итар Пео. Сакаме да направиме, како што рековте, обид во Прилеп, да можеме да поканиме други странски групи да учествуваат, едноставно да го запознаат Прилеп од еден друг аспект, нормално и малку туристички да го подигнеме Прилеп. Оваа година почнуваме скромно, да кажем, имаме две групи од странство, едните се од Полска, фолклорен ансамбл Земја Живецка, и од Словачка фолклорна група Ипел. И ни се представат тие два дена, четврток и петок. Тие се настапуваат со свој фолклор, со своји игри? Да, традиционален фолклор обработуваат од своите земји. Меѓутоа, исто така имаме и групи од Македонија, имаме од Струга, од Кавадарци, Демирхисар, Кривогаштани и секако културно-уметничко друштво Мирче Ацев. Кога сме веќе, да, како и културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Прилеп, тоа е едно друштво со децениска традиција која е патувало многу, да не речам, нема капче од земјината топка каде што тие не биле. Идејата е нивна, најмногу за сето ова. Како се роди идејата? Па, токму така, долго време тлееше идејата да видите на многу фестивали каде што сме гостувале, домаќините или разни гости, пријатели од други земји кои што сме ги запознавале, прашуваат дали може да дојдеме во вашата држава, во вашиот град. Меѓутоа, од една страна технички, од една страна финансиски проблеми, не можеме да ги поканиме. Одлучивме само иницијативно да почнеме да развиеме таква традиција, да имаме меѓународен фолклорен фестивал. Можам да кажам дека буквално сите членови од Мирче Ацев,
како од управниот одбор, играорците, музичарите, сите се вклучени во организацијскиот дел. Секако имаме техничка поддршка од Центарот за култура Марко Цепенков, потполна поддршка финансиска, техничка од општина Прилеп. Имаме... Значи сите се вклучени. Сега само уште едно прашање јас да прашам, што ќе опфати програмата? Нема да биде само настап овде кој ќе се случува на друштвата, туку ќе има и работилници, ќе бидат анимирани најмладите. Значи накратко за што ќе станува? Во петокот на 14 планираме детска работилница на могилата на непобедените, каде што децата преку едукација ќе ги поврземе со фолклорот, односно преку едноставни техники, лепење, сликање, цртање, да ги поврземе сепак со традиционалните носи, со приказните од ИТРП-о, хуморот. Потоа сеопфатно ќе биде сето за да му се даде еден белек на целиот овој настан, кој што верувам дека ќе најде на голем одзив кај прилепчани, бидејќи ние мора да признаеме дека сме има и тапчи, и курнази што не нарекуваат и така натаму, па ИТРП-о неприкосновен лике кој што се поврзува со нас. Ви посакувам многу успешен фестивал, ние секако ќе бидеме тука да проследиме, да видиме како сето тоа ќе изгледа. А Слободанка, еве накратко, дали бил легенда или навистина постоел ИТРП-о, ние не знаеме со точност да кажеме, меѓутоа во секој случај еве Прилеп си го зачувува. Доколку имаш некое прашање до нашиот гостин слободно, ако не, останува овде да се одјавиме, а веќе в петок и в сабота да видиме што ќе се случува овде пред споменикот на ИТРП-о во Прилеп. Каролинче, јас сум сигурна дека ИТРП-о постоел во Прилеп, познавајќи ве вас прилепчани, затоа што сум имала можност да бидам во друштво на прилепчани и навистина тоа било нешто што се памети и што цел живот си го носам во себе и си ги поздравувам Маријан и Жарко од Прилеп, кои што секогаш знаеле да не насмеат и да бидат, како што кажа, еве и ти, опасни сте прилепчани по хуморот и такви да си останете и се надевам дека Прилеп го задржа тој дух и се уште ви е таков. Дали е тоа така? Да, го имаме тој дух. Го имаме тој дух и уште го развиваме, а токму и заради тоа еве му се навраќаме на ИТРП-о, баш како што доликува на прилепчани. Да бидеме мајтабџи и да го исполниме оној негов ведар дух и за наредните генерации. Ви благодарам. Ви се одјавиле ние. Да, ви благодарам многу и посакувам успешен фестивал и сигурна сум дека и таков и ќе биде. Ве поздравувам од тука.